Помина речиси 2-3 години, кога така да речем за прв пат го посетив селото Никодин, на сам ден на празникот рождество на Пресвета Богородица, да направам документарен запис и за ова село. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ сакал повторно да дојдам во селото Никодин на сам ден на Илинден оба 2023 Господово лето, по покана како што тоа беше пред 2-3 години, така и сега на Блаже Здравески, чие илиндеско празнување се одржа во Никодинската соборна црква Свети Атанасии. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, од Скопје за Никодин тргнав во раните утнески сати, во зорите, во мугрите, на сам ден Илинден, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник, за да стасам навреме во Никодин и по речиси 2 сати нарадско кажано удобна вожна по дел од автопатската делница Скопје, Велес, Градско и регионалната магистрална делница Градско, Рошубан, Дреновска и Фаришка клисура, Плетварско џаде, свртувајќи десно спроти Рајачката тесница, поречиси 16 километарското Никодинско макадамско џаде, кое кривулесто се извиваше длабоко во полите на планината Бабуна, под жакрила на високиот врв Козјак, на самото изгресонце пристигна во селото Никодин, распослано на пониските каменести падини на планината, обиколено со шуми, длабоки, рекички и долови, некогаш со убави камени куќи, полни со луѓе, денес одвај живо, сепак жилаво селото Никодин, каде што ме пречека мојот домаќин Блаже Здравески, меѓу никодинци попознат по прекарот Буѓата. Откако се симнав од камазот и така да речам додека се обидував да видам кај сум, што сум и со поглед го барав првото патче кое ќе ме однесеше во селскиот соборен храм Свети Атанасие, го слушнав гласот на мојот домаќин Блажета Здравески, кој ми довикуваше: "Ој Зоране, ој Гале, дојди понаваму, дојди подблизу да те видам." Идам, му довикнав. "Добре дојде," ми рече. "Добре те најдов," му одговорив. "Добро е те што повторно дојде во моево родно село Никодин да направиш едно убаво ново слико за селово моје. Мојме соселани, иако не живеат во селово, кои се дојдени денеска на светиот македонски празник Илинден, да ја надополниш репортажата што ја сними овде во Никодин пред 2-3 години, да ти ги дораскажат приказните за историското битисување на моево родно село, што остана нераскажани минатиот пат, за да не останат покриени од правда на заборавот." Се наоѓаме пред куќата на Здравко и Методија, кои се, иначе тие се питоличеви ги викаат во селово. Иначе ова куќа е изградена, како што ми кажуваше Чичко ми Здравко, првиот дел што е на куќа е изградена, никој не знае кога е изградена. Само вториот знаат спрат кога е изградена. Тие вика после Втората светска војна. Така да, значи, најмалку 300 години никој не знае, ни дедо му, ни прадедо му кога е направена куќата. Тие мислат дека прва куќа направена во село. Сега дали тоа точно не знам. Последно 5-6 години, кога прв пат продукцијата Маријов филм, јас како новинар,
заедно со тебе дојдовме во селото Никодин, тука во манастирчето за Богоројца Мала. Да, точно. Така беше? Точно, 28 септември. Така. Ете, Господ сакал Свети Илија денеска и, Да, точно и така. празникот на Лиденското востание, кога пред 120 години војводите и комитите го се крена на восстание против Отоманската империја за создавање на независна Република Македонија, кој што ете Господ ни ја дари пред 80 години, во 1944 година, да ми се представиш твоето име, презиме, од кое галабеја си, како се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти. Вака, јас се викам Блаже Здравјевски, ми викаат напрекат Буџата. Иначе јас сум роден во Прилеп, а иначе моите корени потекнуваат од ова село од Никодин, татко ми е тука роден. И во ова село, значи дедо ми бил Богатин и Павлина, тие ја направиле куќата. И мајка ми иначе потекнува од Горно село, тоа е под Трескавец манастирот во Прилеп. И тие се исто вика, тие се како ги викали за сега Јован и Пера, баба ми по мајка ми. Така да ние овде во село, јас многу пати имам идено како дете, се викаат со баба ми, дедо ми, тие се занимаваат со сточарство. Тоа мене како дете многу беше интересно, зашто во Прилеп немав не овци. Ова се да те прашам. Напомна дека си роден во Прилеп, ајде да ми кажеш како ти се викаше учителот, првиот учител. Многу ми навела дека освен интелигенцијата што ја дават родителот, воспитанието го дават и учителот. Мој учител се викаше Славе Бутлески. Тој од Прилеп до прво до четврто деление, така да тој починат. Беше добар човек, беше како ние, како деца од прво до четврто. Нормално, секој е немирно дете. Ала Колку бевте ученици во делението? во делението бевме, ја мислам дека над 25. Така? Да, во тоа време, прамувавет 76-та година. Како беше даскалот што вика Саланите строг, добар? Строг беше кој ќе бидеме немирни, а добар ќе биде добри. Вака се, да. Ние го поштовавме како учител. Сега малце едно провокативно прашање. Што ти одеше повеќе? Македонски, математика, физичко, ликовно? Географија. Географија ти одеше, така. И историја, тие двете најмногу. Така. Сега, од кога го заврши останато образование, како продолжи? Јас продолжив учев, завршив хемиско училиште, тоа беше во Прилеп. И после заминав војска и после на 92 година заминав во Шведска, значи од тој ден од 1 март 92 па до сега се уште сум таму. Сега ова малце е да се пришетите кога заминавте во Шведска. Таму не познававте никого. Никој не го познавав. Не познававте јазик, немаше. Значи исто како дете мало кој ќе појди во друга држава, почне да учи од почеток јазик, да се научи да зборуваш, култура нивна и така. Така да после ме сретнав и мојата сопруга. Сега ова да ми кажете. Откога заминавте во Шведска, после колку години се вративте тука во Прилеп и дојдовте во родното, вашиот роден крај, по татко и по мајка, по татко така речено? Дојдов 97-ма, значи тогаш направив свадба во Прилеп, 97 година, со супругата, таа ми е шведжанка е. И од тогаш си дојдов дури до 2002 година, затоа што имаше проблемче, деца мали, ово, имаше и војна, имаше тогаш. Така, сега ово да ве прашам. После долги години, кога дојдовте во селото Никодин, како го најдовте селото Никодин? Селото Никодин јас не го најдов тука, јас си дојдов директно, си го знам патот кај е за Никодин. Така да имам и одено како дете пешки со татко ми мој, и сам имам одено пешки, затоа во времето, правиме 84 година, имав некоја бавча, татко ми имаше, тоа е скорост до во реката. Така да и јас му помагав нив за копање, за вадење и тие работи. Кога ќе се присетиш на твојата младост, ајде малку, еве денеска сме дојдени тука за Илинден, за славата, да се присетиш пред едно 20 години, еве овдека ова село
по навод кажано, јас ете така би рекол да заборавено село од државата, по навод кажано не од мештаните. Да се присетиш кога како дете одеше по сокачината, по пачината, по чешмите, горе кога одеше обесе овците, кога се радуваше на јагнината, на убавиот живот во Јас многу сакам да идам овде, многу работи се сеќавам, значи на баба ми, на дедо ми, кој идев тука, јас повеќе со баба ми бев. Например, таа ме чуваше мен, дедо беше цело време со овците. Има некои доживувања што сум ги успомени, што сум ги имал со баба ми, например, имаше 3 работи. Например, таа секогаш ми викаше че седиш тука пред вратата, пред куќата и че го чува сирењето. Имаше они пити големи да се печи на сонце. Тоа ми остана во успомен. И секој ден, секој утро, значи во 5 сато мораше дедо ми да ми донесе јагне или јаре да го погалам. Ама дедо ми не беше баш многу се интересира, многу пати да му се одеше од трлото до назад, али баба ми нареди да се носи секој сабаје да сум тука јагне или јаре. И уште едно има таму, ќе да го покажам после кога ќе појдеме. Именно пенџере, тоа е сите ние што сме батучеди, секогаш тука се стоевме, го гледавме патот, кој ќе ни рече ете во сабота татко ќе дојде те земи да се носи во прилеп. Ова е таа фурната за леп печење што вика Здравко дека е над 300 години стар. Стварно е, ако е тоа точно, значи стварно е феноменално толку години да издржи. И јас се намедал и овие турски џарамиди, кои што се стари стотини години. Дори едно би додал да знае овој Каменов, да зборува која историја има ова село. Да. Да се здрави и живи. Вака да го чекаме само за убо. Ти добар ми си иначе? Ќе дојдиш после во црквава? Ќе дојде, сега сакам да запала свеќа. Хубаво. Има луѓе внатре. И сега почнува да идат луѓе. Сега ќе дојдат 4 автобуси ќе дојдат доздолу. Попот не дојде. Уште сега е напате попот исто. Па ние ќе додиме до Капитоличеви да ме снимиме кујчана. На здравко да ме снимиме. Па се гледаме. Ти како се викаш? Јас се викам Блаже, јас сум од Камек Шандалов. Од Камек. Да. Не, точно така. Се гледаме дето. Здраво живо. Оди. Мајче, добра? Ние домаќините. Да, ја и Петя се домајчини. Сега От Кареви е? Молам? От Кареви е Пица? Да, од Кареви. Јас сум од Шандалови. Добро ми си? Да ти бакнам ракаш. Добро мајче, јас рекол само да ти споштувам. Да. Супер. Супер. Ајде, повелете, после дојдете. Ќе дојдиме, не оставаме да не дојдем. Готово, мајче. Ајде, поздрав. Одиме до Капитол. Само песен. Што години имаш? 83. Од кај си родом? Од Микоди. Од која фамилија? Од... Димета Мио. Како се викаше татко ти? Диме. Мајка ти? Блага. Таа од кај беше? Од Стојчеви на Мозгора. Така, домаќино како ти се вика? Трајче. Трајче? Да. Што години имаш? Трајче. Ти, што години? На 83. Така. Ова да ми кажеш, може ли да се сетиш кое време овој се зедовте? Зимно, летно, пролетно? Есени се зедоме 63. Шеста. Како те седе домаќино? Бегалка со свадба? Бегалка со свадба. Колку Господ чела да ви даде? 3. Машки и женски? 2 машки и едно чупе. Како се викаат? Тоне, Бранко и Валентина. Колку внучина имаш? Едно. Како се вика? Внучи имам 4 деца. Е, така? 4 деца имам, ама едно превнучи имам. Како им се имината на внучината? На внучињата Ѓорѓија, Петар, Бранко, Дино, Давор, така се вика. А правнучето? Превнучето, не можам сам. Така. Нека... Павел. Кој ти е помило првото или сегарето? Сите ми се мили. Кој ти е куќна слава? Пречиста. Да. Може ли да седиш како беше живото во село пред? Преполно беше народ и шета, пораки, одеја се. А сега нема ништо. Нека е денот за години да... За многу години нека не е денот. А си го чекаме ден. Така е. Манчишка, прави ми еви. Кромит носа и готово. Така е. Да се ми здрава и жива. Да си ти здрав и жив.
ова куќата што гледате сега тука, што се пред незе, таа е куќата на родната куќа на мојот татко Камен. Моментално чичко ми мој Цветко и стрина ми Гроза да живеат во оваа куќа. Па повели да снимаме. Овде во ова куќа ти помина десното, а? Да, тука идев ке баба ми, ке дедо ми. Ова е тој камен, јас преди што ти кажав. Јас го викав Facebook, понекој така се сеќам, ова е тука. Овде седев на овој каменов. Баба ми што имаше поставено сите бити од сирење и ги чував од мачките. Да. Така да. Овде вака. Имаше овде порано еден, како се вика, еден бадем, а во Никодин го викат мигдал. Мигдал. Тука беше, дедо ми Бога не се сеќавам како тој го врзуваше тука ностоп магарето. Имаше таму клозет и кокошарник. Има една фурна тука, таа мислам дека е од 30-те години жив, не знам точно направена. Се уште стрина ми таа пече леп многу убав тука. Така да е се уште вредна, фалам на Бога. Така е, да, така е. Така да многу убаво. Така е. Така да овде кога ќе се некако убаво се осеќам. Так. На душава ми се отвора, добивам мир. Да си кажа вака, реално и убаво. Еве, колку е стрина ми Гроза вредна. Браво, браво. Оди нагоре. А, така. Колко години може има? И ова е, тој бадемот, како го нарекувавте? Мигдалче. Ова е мигдал. Или по никодински мигдалче. Мигдалче. Така да ова секош и баба ми ја садеше дедо ми бабчата. Така чичко ми стрина ми продолжи. И секош се многу вредни вака граф. Малце долу пипер гледам дека има доста насадено. Така убаво е тука. Не се плачам. Вика имаме мир овде. Во село. Сега тие тука се родени двајца, така да му е убаво. За нас никој да ме само нагости вака. Никој да не нагости убаво. Да си поминиме убаво некои специјалитети да пробаме што ги немавме. Например има специјалитет во село се вика јајчарник. Со 20 јајца се прави и кори има некој, така да баба ми секогаш подвршник ни правеше. Така тие работи не се забораваат. Онде како бевме кај куќата на твојот татко имаше и на пиростија. Да, тој е вршник. Так. Да, вршникот е поставил, тој вршникот тие работи се правеа таму во куќата, не може да влеземе за куќена. Таму се. Да, на прославата така. Прославата. Иначе има тука направена така да многу работи убави. Али тоа е. Да се вратиме на семејниот род. Колку браќа и сестри ги имаше таткото? Во семејството Шандалови биле 4 деца. 2 машки и 2 женски. Значи 2 тетки и 1 чичко. Од сите тие тројцата се остана само чичко ми Цветко. Тој се уште живее во куќата со стрина ми Грозда. И така да ги поживее Господ што многу години, така да можеме да сидиме. Значи, кога има куќа нека со луѓе, тоа е многу убаво. Јас се осеќаме, например, мојот татко и мајка се починати во Прилеп, кој ќе си појдам дома, мислам дека мајка ми ќе ме пречека, ама нема никој. Така да идеме ке чичко ми да видиме, така да го сетиме тоа.
тој фамилиарен живот од нашата фамилија. Например, некои стрина ми бев на поручек и стрина ми не направи пиши, што се викаат на прилепски или годински. И така да тоа беше долго години немав каснато пиши, затоа што немаше никој да ми направи освен мајка ми. Сега вчера исто и правеше некоја кора исто стрина ми, така да со батучеди ми тука и тие беа дојдени. Така да тој осеќај многу добро, вака човек се осеќа исто како со своји луѓе, не сме своји луѓе, ама чувството многу убаво. Колку се нас сте братучери во фамилијата, да речеме по? Ние сме по фамилијата Шандалови, ние сме четворица, околу 12 сте. Така. Тука негде. Така. А пак по овој потатко ти колку имаш ти обојчио браќа и сестри? По татко ми ја имам брат само еден. Така? И тој живее горе во Шведска. И толку се, така. Само 2 деца. Сега, ова да прашам, горе во Шведска, кога ќе чуеш македонската песна, македонското оро, кога ќе отидиш на нашите средби меѓу македонците, кога повеќе ти се радува душата, кога ќе чуеш песната или кога ќе заврши песната ти такова? То секогаш што е така. Например, повеќето кога ќе заврши песната. Значи, она ти сеислуша од почеток до крај песната. Например, ние секогаш почуваме кога ќе слушаме песната, ти се полни душата, ама на крај се викаш нешто е убаво чувство. Сега малце едно, така да речеме емотивно прашање. Кога ќе се подготвуваш од Шведска да доаѓаш во Македонија, одека во Никодин, ти се радува душата? Да, јас идам секој месец. Ама по 5 дена. Ама да речеме кога ќе треба да се враќаш? Тоа е малце тешко. Овај пат сум само 2 недели, така да малце повеќе, а иначе имам време секој месец по 5 дена. Секој први, од 1 до 5 сум тука во Македонија. Јас мојата фамилија, моите деца се мешани доста многу. Така да мојата жена беше пола германка, пола французинка. Така да моите деца нажалост не знаат многу македонски зборуваат. Мојот син сега почнува да учи, тој сака да научи македонски, до душа добар е. Негова учителка му е Славка Младеновска, пејачката од Македонија, таа исто живее во Шведска, али добра професорка. Скоро за година дена детето почна да зборува солидно македонски, така да што викат ми исполнува душата. Така почнува и тој сака, вика сакам да се жени со, има скоро 23 години, да си најде некоја македонка. Па се тука е Господ, оставаме Божи раци. Почитувани мои, откако така да речам, заедно со мојот домаќин Блаже Здравески, меѓу никодинци попазнат по прекарот буѓата, народски кажено за здравие се запалите по некоја свеќа пред олтарот на црквата Свети Атанасије. Навистина мило ми беше кога забележав како лицата на моите домајкини им се радуваа што ете нивното село Никодин, така народски кажано, повторно ќе биде за веки веков насликано со убав слико со окото на камерата на продукцијата Марио во филм. Зоране, ете сите ние сето село тебе ти стоиме на располагање за се што ти треба, затоа што не само што добро ги познаваш историски везбинувања во овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познаваш историското духовно битисување на овие краишта, гледајќите по телевизориве наши, ми велеа. Почитувани мои, пред да го гледате видео записот за Илинденското празнување во чест на Илинденското востание на македонскиот народ ова 2023 господово лето во селото Никодин, предлагам да ве запознам со моите досегашни историографски сознанија за историското битисување на ова село, копајќи во архивите како во Република Македонија, така ширум балканските простори во изминатиот период во продолжение на оваа репортажа. Длабоко во полите на планината Бабуна, под жакрила на високиот врв Козјак, на 37 км североисточно од Прилеп, на пониските каменести падени на планината, обиколено со шуми, длабоки рекички долови, шмае едно од големиот број заборавени македонски села, некогаш со убави камени куќи, полни со луѓе,
денес одвај живо, сепак жила во селото Никодин. Киптат времињата во него, мирисат длабоката историја од длабоко закоренетите дрвја, високите треви, карпите и камењата, големите камени куќи за мандалените, но разнишени порти по авлиите. Селото Никодин е мощно старо село, а за тоа говорат достапните историографски податоци за најмалку непрекинат 6-вековен живот во него. Тоа се гледа од разновидните траги по градбите и во просторот на кој е расположено, во разновидните споменици со старо потекло, во преданијата кои ги пренесуваат жителите на селото, како и во археолошките наоди кои денеска ги има во самото село, како што се остатоци од керамички садови и слични предмети. Кога ги наблюдуваш големите зданија од руралната архитектура, не можеш да не забележиш дека се градени од раце на вешти мајстори во едно време на силна животна енергија, на верба во опстанок и напредок на поединецот и семејството. Мештаните овие камени зданија ги граделе со вкус, со вештина и знаење, но со желба за естетика и практичност. Сите куќи, амбари, плевни, говедарници и трла се изградени само од камен, иако денес напуштени, делумно во распаѓање, сепак зачувале дел од естетиката, импозантноста, практичноста и топлината. Особен белег на архитектурата се покривите со стар тип на герамиди, познати како турски. Никодин со своите градби не упатува токму на тоа време, иако поголемиот број од куќите биле градени во периодот по Втората светска војна, со посовремена форма, пораскошна, често и импозантна, но покривите останале да бидат сведоци на едно постаро време. Градбите се со нагласени димензии, со разиграна архитектура, со впечатливи форми, чардаци, скали и слични архитектонски елементи. Поодделни куќи заличуваат на помали згради кои подсетуваат на минатото, кога селото било полно со живот. Во куќите живееле семејствата со нагласен број членови од сите возрасти. Најстари податоци за жителството на селото среќаваме во турските дефтери, кои турската власт прецизно ги водела. Александар Стојановски и Драги Ѓорѓиев во нивните историографски записи, забележени во книгата Населби и население, е запишано: Никодин е христијанско село, јужно од Велес во Велешката нахија. Во 1445 година имало 20 семејства, 4 неженети и 6 вдовици. Во 1467-68 година 42 семејства и 20 неженети. Во 1481-82 година 48 семејства. Во 1519 година 56 семејства и 6 вдовици. Во 1528-29 година 49 семејства, 5 неженети и 3 вдовици. Во 1544 година 54 семејства, 10 неженети и 6 вдовици. Историското битисување на селото Никодин е забележено и во историографскиот запис во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, во која е запишено дека во 1870 година Никодин броело 80 куќи и 343 жители, додека пак кај Васил Кнчов во неговата книга Македонија, етнографија и статистика стои дека во 1900 година Никодин броело 900 жители, кај Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација е запишено дека во 1905 година ова село броело 1032 жители. Историското битисување на Никодин е забележено како и во средновековните црковни записи, така и во црковните записи од 18 век во манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, каде што се споменуваат имињата Младен,
Трна, Стана, Стојан, Велика, Велко, Сима, Стојко, Неда, Јоан, Ката, Апостол, Стоја, Пере и Неда, додека пак во кодикот се запишени имињата кои оставиле дар на манастирот и тоа. Илко оставил ведро ракија, писа Стоиче и писа Стојан, писа Неделко, Јован, Струма, Косте, Кочо, Ѓура, Анџа, Никола и писа Секува. Во црковните записи во манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец од 18 век за Никодинската црква Свети Атанасије е запишано: Црквата Свети Атанасије, која се наоѓа во центарот на селото, е изградена во 19 век. Живописана е од мајстори од Западна Македонија, од селото Гари. Селска слава на селото е празникот Илинден, чиј светец воедно е заштитник на селото. Во селото постои црквата Свети Илија, која се наоѓа пред влезот на селото, на самиот рид каде се наоѓаат и гробиштата. Во гробиштата во јужниот влез е упокоен селскиот Питроп Никодим, подосна од православната екумена прогласен за светец, попознат како Никодим Тисманиски, кој во Романија го изградил манастирот, познатиот манастир Тисман покрај реката Тисман. Кога секој посетител ќе прати поглед широк хоризонтот што го обкружува селото Никодин, ќе заклучи дека ова село, иако така да речам, одамна е раселено село, сепак од мештаните не е заборавено, а за тоа говори жуборот на изворската вода од двете камени селски чешми, едната на влезот во селото, другата насред селото, селската црква Свети Атанас со обновените делови од градбата, камбанаријата и неколкуте припратни црковни простории, како и неколкуте разобновени или во фаза на реобновување куќи, а секако и многовековното празнување на летната слава, а воедно и патрон на селото Никодин, Свети Илија, во селскиот црковен двор Свети Атанасије. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Никодин на сам ден на Илиден, воедно на неговата летна слава, чија слава мештаните со векови си ја празнуваат, оба 2023 Господово лето, овој пат во селскиот соборен храм Свети Атанасије. Почитувани мои, видеозаписот од утринската богослужба со која чино начествуваше парохискиот свештеник, црковниот богослужен ручек, предлагам да го гледате во продолжение на оваа репортажа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Што беше мотивацијата да бидете домајчин ова година во селото Никодин? Во ова ја и другар ми Пеце, ние и минатиот пред 3 години бевме тука домајчин во село, затоа што не знам, некако ми е сакам да бидам искрен, немаше кој да се јави како домајчин и ја и Пеце ми рече, брат, ако сакаш да бидеме, нема проблем. Сега Не биди в година ќе бидиме, не е некој проблем. Оти многу ми старите велат дека ако не се најди домајчин, поднавод кажено, тогаш си преземат Свети Илија Да, и точно, црковниот одбор што го има, Точно таа, тој тоа си се крева леп, значи најважна Така. е литургијата на сето ова дружење што викаат. Значи другото ние што викаме че има и музика, че има и јадење, тоа не е толку важно колку што е важна литургијата. Литургијата е најважната работа на овој ден. А рекавте дека вашето семејство е мешано, вашата сопруга е Пола сеќан- германка, пола така. французинка. Како ги славевте, славите Божик, православен и Божик, католички, Ги Велик славиме ден, двата. така? И може да се рече и нивните и нашите. Ние и нивните и нашите плюс Биргит беше исто таа си ја преза нашата вера, православна и та сега.
Иначе и децата ми се православни исто, единаш таа беше протестантка. И додуша јас ги славевне и Божикот шведски, и нашиот Божик, и Великденонивни, и нашиот Великден. Така да не беше некој проблем за таа работа. Сега едно малце провокативно прашање. Кога повеќе се радуваше на нашиот македон? Искам да бидам на нашиот. Так. Да, а нивниот е малце, знаеш како, нашиот е затоа што на кања се на тој ден на Божик се пости. Така. Значи постни јадења тие работи. А во нивно се мрси, значи кај се повеќе мрсно. Али обавезно јас си правам постна храна, например што викат гравче, риби тие работи. Затоа што така мислам нашиот празник мора да биде посебен, да биде мрсен. Тука некаде да го завршим разговорот, пошто овај ќе го отвориме, ќе го во црквата. Значи отецот ќе дојде. Така, да ја проследиме утринската богослужена литургија посветена на Свети Илија и на Илидското востание. Помолим сија, Господи Исусе Христе Боже наш, благослови пијат хлебов и пијат тисјеш на ситиви. Сам благослови и хлеби сија, пшеницу, вино, јелеј и умножи сија во град Јесен, во веси сеј, дом ја приносјаштем и осемирје Твоем, и вкушајушти од них веде си Ти, јако Ти еси благословляјај и осјештај си ческия Христе Боже наш, и Тебе слава силаем со безначалным Твоим Отцем, и всесвятим и благим и животворящим Твоим Духом, ниње и присно и во веки веков. Амин. Богати, огништашан и взалкашан, взискајуш Ти же Господан, не лишац ја всякого. Славен гради во имја Господне, Бо Господи, јавись ја нам, благословен гради во имја Господне. Богородице, прилежно ниње притецем грешни и смирени, и припадем в покаяние зовуште из глубини души. Владичице, помози на ни милосердовавши, почти си ја погибаем од множества прегрешени. Не отврати Твоја рабичти, Ти або и едину надежду имами. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Не умолчим никогда, Богородице, сили Твоја глагола Ти недостојни, аште бо Ти не би предстојала мољаш Ти. Кто би нас избавил од толики бед, кто же би сохранил до ниње свободни? Не отступим, Владичице, од Тебе, Твоја борави спасаеш и присно од сјаких љутих. Милосердија двери отверзи нам, благословена ја Богородице, надејушти си ја натија да не погибнем, но да избавим се Тобој од бед, Ти бојеси спасение рода христијанскаго. Да се помолиме на Господа. Зашто светци Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Amin. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i ninje i prisno i vo veki vekov. Amin. Sjati besmrtni, pomiluj nas. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Da se osveti ova voda со силата, действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Да слезе врз оваа вода очистителното действо на предвечна Троица, да се помолиме на Господа. Да биде оваа вода лековита за душите и телата и за прогонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданова, да се помолиме на Господа. За сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Да се просветиме со духовна светлина до сушната Троица, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш да не покаже синови наследници на своето царство со пиењето и порасувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, сочувај не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Присно Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Мир на сите. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим на сопротивнија даруја и Твое сохрањаја крестом Твоим жителством. Благослови ги овие семиња со различни плодови од свети и они што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот пророк Илија ова се принесе Твоите чеда. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсиле и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасени за наслад на Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата Владичица наша, Богородица и Пресна Дева Марија и светиот пророк Илија, чиј спомен денес го празнуваме, и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословаш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе, безпочетниот Отец, слава Ти вознесуваме, со единородниот Твој Син и со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Слава и чест на светиот пророк Илија, Ти ја принесуваме, Христе Боже, оваа жртва, прими ја во Твојот наднебесен жртвеник. Во слава и чест на светиот пророк Илија, Ти ја принесуваме, Христе, оваа жртва, прими ја во Твојот наднебесен жртвеник. За година домајки небеса. Ајде, честито нека. Сјати мученици, же добре страдалчествовавше и венчавше сја, молите сјако Господу помиловати сја душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование. Ајде, домајчини, 5 година што ми закони. Их же проповед Троица, единосушная, Исаија лекој дева им je во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоки имја ему его же величајоште деву блажаjem. Христос помеѓу нас, речете еј ќе биде. Еј ќе биде. Христос помеѓу нас, Еј ќе биде. Христос помеѓу нас, Еј ќе биде. Помилуј не, Боже, според Твојата голема милост се молиме, чуј не и помилуј. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Никодин на сам ден на Илинден
воедно на неговата летна слава, чија слава мештаните со векови си ја празнуваат ова 2023 Господово лето, овој пат во селскиот соборен храм Свети Атанасије. Што имала късмет, стамена, стамена, мајка и болна, легнала, легнала. Што имала късмет, стамена, стамена, мајка и болна, легнала, легнала. И болна, легнала, легнала, осакала вода, студена, студена. Мајка и болна, легнала, легнала, осакала вода, студена, студена. Посакала вода, студена, студена, од таја чешма, шарена, шарена. Посакала вода, студена, студена, од таја чешма, шарена, шарена. Стамена ги зеде, стомните, стомните, да налее вода, студена, студена, да налее вода, студена, студена, од таја чешма, шарена, шарена. Девојче бело црвено, не оди рано на вода. Девојче бело црвено, не оди рано на вода. Не оди рано на вода, водата ти е далеку. Не оди рано на вода, водата ти е далеку. Водата ти е далеку, бунарот текува дарот. Водата ти е далеку, бунарот текува дарот. Ке легнеш, ке си заспиеш, нема кој да те разбуди. Ке легнеш, ке си заспиеш, нема кој да те разбуди. Јас имам братче, вардаче, ке дојде, ке ме разбуди. Јас имам братче, вардаче, ке дојде, ке ме разбуди. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам нагласти во селото Никодин на сам ден на Илинден, воедно на неговата летна слава, чија слава мештаните со векови си ја празнуваат ова 2023 Господово лето, овој пат во селскиот соборен храм Свети Атанасије. Го оставам со борскиот народ да си го празнува овој духовен православен празник со едно ветување дека пак ќе намина во селото Никодин, за да Господ
na site nam život i zdravje da mi dava. Daj se zakri. Aj za mnom godinu. Kako je vrka? Nema zvezdi polični, otvojte oči. Kad se nojke na nebo, denke razdeni. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Koga kosi raspleti kako koprina, lična je i polična od samobila. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Koga